Еспресо на Радио Лидер. Добро утро, почитувани слушатели на 98,1 FM и сите вие кои не слушате во живо на нашиот Facebook page. Во исто време, доколку не слушате отпосле на YouTube, не заборавајте да се претплатите, затоа што од септември нашата програма, односно Утринско еспресо на Радио Лидер ќе може да се следи само на YouTube. Го напуштаме Facebook поради немањето на монетизација и нашите лайв стримови, но и емисиите покасно ќе одат само и исклучиво на YouTube. Да ви кажем една новина. Сезонава ќе ни трае сигурно уште најмалку 15 дена, но ќе гледаме да бидеме со вас негде до 1 јули, затоа што навистина има жешко лето пред нас, има многу важни теми, многу интересни теми. Ова утро заедно со мене се Столе Наумов. Добро утро, Столе. Добро утро, Добро Венеров. И Градимир Шумковски, почесен конзул на Израел, на државата Израел во Македонија. Добро утро. Добро утро. Вие организиравте амбасадата на Израел, поточно во соработка со вас, организираше посета на Израел од страна на неколку новинари, неколку уредници. Еден од нив е Столе, така што утро ќе направиме една компаративна емисија за тоа што се случува таму, каква е атмосферата во Израел и што може да научиме практично од она што се случува таму. Вие колку години сте веќе почесен конзул? Ова е втор мандат, прва година вториот мандат, наредните 6 години ќе продолжим. Ќе продолжите да бидете конзул? Мандатот е 7 години, да. Првиот го добив од председателот Рувен Рувлин, вториот од актуелниот Херцог. Како ќе опишете соработката помеѓу Македонија и Израел? Во овој прв мандат, пред да преминеме на оно што се случува сега. Малку историја од кога имаме воспоставено односи дипломатски. Во интерес на јавноста и ќе бидам најпрецизен што можам. Дипломатските односи со државата Израел годинава бележат 30 години. На 7 декември 95 година се воспоставени дипломатски односи со државата Израел, независна Македонија тогаш. Прв пат стана дел од пријателските држави на државата Израел. Во периодот меѓу 95 година и 2003 немаше, речи си, некој позавиден исчекор во било на деловен план, политички или дипломатски. Скромни беа комуникациите, некои од поранешните премиери посетија и неколку истакнати личности беа во посета на Израел, меѓутоа поинтензивната соработка почна како резултат на последиците од конфликтот 2001 година. И предизвика, или создадува услови да тргнеме во Израел како една од ретките земји кои ни беше отворена за соработка и имавме среќа да воспоставиме контакт или да бидеме препорачани на водечката компанија во делот на војно-индустријскиот комплекс, тоа е Елбит системи. А кој ќе спомене Елбит, ке нас веднаш се помислува на хеликоптерите и на така во право сте. Осовременување, електронска комуникација, визири, ногни, како беше? Апсолутно. Господин Наумов е во право, точно тоа беше. Израел се уште нема резидентен амбасадор. Нема резидентен амбасадор, затоа што нашата размена, особено последниве 7 години, за жал, соработката, морам искрено да споделам со јавноста, не само затоа што сум во оваа функција, затоа што лично, како граѓанин на Република Македонија, ги гледам можностите кои се неисцрпни во делот на динамизирање на економската соработка и користење на сите преддобивки од тоа што Израел може да ги понуди во делот на едукацијата, технолошкиот трансферот на технологија и знаење, но ќе се обидеме, верувам сега,
можеме да се надам дека ќе успееме да отвориме нова страница со новата власт во Македонија од пред година дена, која разбирам дека гледаме прилично динамична, активна, но кога се работи за Израел потребна е соодветна посветеност и поинтензивна комуникација. Морам искрено да кажем со жалење дека ние изминативе години не само што не покажавме интерес, на тој начин можеби и да го испочитуваме тоа што ни беше ставено на располагање, туку ја занемаривме комуникацијата. Верувам дека актуелната власт ја препознала потребата да се вратиме на таа линија. Ќе се обидиме да подат. За информација само, Златев, Израел, резидентот на амбасадор има само во Белград и во Софија, во Загреб, мислам дека нема. И Загреб и Белград имаат. Во Сараево нема, во Словенија нема. Амбасада има Загреб. Загреб не покриваше конзуларно во еден период, сега Белград не покрива. Сараево е покриено од Албанија, и во Албанија има амбасада. Во Албанија. Тоа што се случи во Албанија можевме ние да го добиеме, за жал заради некои интерни калкулации таму на нивна. Тука има една интересна работа. Секој кога ќе ги прашате колку се скромни. Ти ке речеш што не се цици као властите, ама не е тоа така, тоа е домакинско и рационално однесување. Секој ќе кажат ние сме мала држава. И јас се чудев како вие мала држава. По територија да, може би се помали од нас малку. Ама по моќ, по пари, по економија, по развој, по нови технологии за нас е джин. Да. И кога зборуваа за амбасадите, тоа е скапо да имаме таму амбасада, тоа е скапо. Немаме алузии дека некој е поскржав од властите, така што не имате тука. Ако имате тука приматот, се сегуваме нормално. Без навреда, тоа се едни стереотипи кои се навистина лоши, но дозволете ни да шегуваме. Столе, ти беше таму од позиција на новинар со прилично либерални вредности во себе. Што виде? Светските извештаи говорат за геноцид во Газа. Западните, пред се европските држави, се повеќе се настапуваат од позиција на тоа дека тоа што го прави Израел е хуманитарна криза, дека се спречува помош за популацијата во Газа која се држи во своевиден логор, кој се бомбардира константно, има напади константно. Гледаме сега жртви на другата страна. Во Америка синоќа беа убиени луѓе само затоа што се евреи, како одговор на сето тоа. Прашањето ми е, сегде може да слушнеме, се повеќе може да слушнеме дека станува збор за сериозна хуманитарна состојба, се може да го бараат Нетањаху практично веќе во Европскиот суд за човекови права, за воени злосторства. Тој суд го судеше Милошевиќ, Радко Младич и така натаму, доколку слета во Македонија, затоа што ние сме подписници на таа спогодба, ние би требало да го апсиме. Што виде ти таму? Која вистина ја виде Столе Наумов? Во Израел бевте и на фронтот, слушнавте и сведоштва. Да. Ете, тоа што го видовме ние во Израел е секако една секојдневна рутина за луѓето што живеат таму. И тоа е за луѓето кои што тука имаат поминато 2001, имаат поминато 99-та бомбардирањето на Сојузна република Југославија, Косово, претходно војните 95-та, исто така не е нешто невообичаено. Значи со некои прединформации, не толку детални, секако отидов таму, но морам да кажам дека многу работи сум изненаден, фасциниран и малку по-приземно се поставени моите размислувања во поглед на Израел и сето она што се пишува и што се зборува за Израел. И таму има многу, не се црно-бели работите, многу по-колоритно, по-изниансирана е сликата и така треба да се гледа. Таму има многу историја, има многу религија, има многу страдања, има многу работи кои што ние оддалеку не можеме толку лесно да ги видиме. Можеме да ги прочитаме, меѓутоа не можеме да ги почувствуваме. И за жал, во таа историска траекторија до ден денес многу малку разум има. Кога зборувам за разум, мислам на
тоа дека сушност станува збор за два народи, за палестинците и за израелците, кои што се не се браќа, ама се братучеди. Иста семиска група се. И тоа не е за нас можеби толку чудно, затоа што и на Балканот се случува исти сродни групи, ги поделила религијата. Македонци, бугари. Земи ги сега и русите и украинците земи. И тие се словенска група на што ги дели не. Но на крајот на кришта историски, ако гледате така, ова не би може да се нарече граѓанска војна, ама меѓутоа сите овие луѓе тука живееле. И сега добро, првите тепачки секој се по дома. Тоа е по дома, па и американците граѓанската војна, да. Прво секогаш по дома се тепаш, па потоа одиш надвор. Но прашањето е дали дека медиумските извештаи кои ние ги читаме по BBC, по Reuters, по Deutsche Welle, по сите еминентни западни, нели, агенции, дека таму на вистина има хуманитарна криза. Еве, последните извештаи велат дека од октомври 2023 до сега 50.000 деца биле повредени или убиени во таа војна. Вака сега, точно е дека таа слика се црта најчесто со фактите, извештаите за состојбите кај послабиот, односно кај палестинците и симпатиите се на таа страна, особено во наративот на медиумите кои што доаѓа од Европската унија и оној пролиберален корпус на медиуми и на јавност. Но дали е тоа реалност? Заради тоа И зошто Израел сега се обидува комуниколошки да го смени тој наратив, да, значи сите го заборавија тој масакр што се случи на 7 октомври 2023 година. Да подсети на тие страдања, да подсети на тие 300. Дали е тој масакр оправдување да го прави тоа што го прават? Јас не реков дека е оправдување. Меѓутоа, не е ни оправдување 378 деца немилосредно да се пука на нив на фестивал Нова Фест. И вие треба 50.000 да убиете сега. На екзит, како што е тоа. И 50.000 сега треба да убиете за тоа да се... Јас не реков дека треба 50.000. Меѓутоа, реков дека вистината треба да се гледа од избалансиран аспект. Проблемот е следниот. Не може да се убијат 50.000 за да се осветат 1.200. Но има тука неколку факти кои што се немилосредни. Ова што се случило на 7 октомври 2023 година, израелците го сметат како нов, како втор холокауст. И тие се самите изненадени. Порано таков напад не се случил на 100 точки од еднаш со 5.000 Хамас, разговаравте вие со терористи. преживеаниот таму? Разговаравме со преживеани. Какви се сведоштвата? Што велат? Какви може да бидат сведоштвата, да дојде некој и да пука во секој кој што се движи. Имаше таму киднапирани кои ги ослободува подоцна. Киднапираните во најголем дел се вратени, меѓутоа има околу 55 кои што се уште се во заложништво. Поголем дел од нив според сведочењата на оние кои што се ослободени од заложништво не се живи. И многу се потресни сведочењата за тоа како се постапувало, кај биле чувани. Има тунели во еден сквер на заложниците одна до Министерството за одбрана во Тел Авив, во кој што еден тунел е изграден, покажувањата на заложниците кои што биле таму во тие тунели, таму ги чувале и се обиделе да ја пренесат атмосферата. Таму има, ќе влезете во тунелот и ќе видите, ќе слушнете звуци на чизми, на викање на луѓето кои што ги чувале таму, на војниците на Хамас, терористите како што најголем дел од светот ги нарекува, и ќе видите шишиња со полни со мокрача кои што не може таму, не може да излегуваш таму, треба да вршиш секаква нужда. Проблем имале со волата, проблем имале со видот. Некои од нив кои што се пуштени го изгубиле видот од тоа што цело време биле чувани во мрак. Че потресни се тие сведоштва и меѓутоа духот кај граѓаните и на тој волонтерски пристап на луѓето кои што беа присутни таму и кои што секојдневно протестираат и против израелската држава и против сите оние кои што се пречка за да се ослободат и да се донесат телата на сите заложници. Видов еден многу силен дух кој што вклучува во себе секојдневни концерти, да се обидат преку музика, да дадат еден добар дух, една добра комуникација, добра димензија,
кое што ќе стигне и до тие што треба да ги ослободат, ќе стигне и до тие кои што се заложници таму. Значи, еден извонреден граѓански дух видов, баш кога бевме првиот ден во Телавив, имаше големи протести токму во таа насока, концерти, секој човек кој што е добронамерен во Израел и на страна се вклучува за да може да помогне да се ослободат. Ке се вратиме подоцна на состојбите таму. Шумковски, во оваа војна Израел покажа технолошка доминација. Преку оној напад со пејджерите во кој беше убиено практично цело раководство на Хезболах. Преку буквално сите лидери на Хамас се елиминирани. Го убија Насрала, долгогодишниот мит на Хезболах. Покажи Израел технолошка, ако сакате и безбедносна и разузнавачка доминација. Но дали е тоа доволно за да се купи мирот? Затоа што тие живеат во една константна војна во изминатиот период и дали технологијата е доволно за да се воспостави мир таму или треба еден чекор повеќе? Благодарам за прашањето, одлично прашање. Прво да комплименти за господин Наумов, ви даде еден свој, мислам, многу коректен увид во она што сакавме и должни сме да го пренесеме без да заземеме страни. Што се однесува до престижот на Израел како мала држава, но с огромна моќ, со технологија која ја користат најголемите одбранбени системи во светот. Е само за одговор на прашањето, фирмата која нас не поддржа во еден период кога го побаравме тоа е стратегиски партнер на најмоќната војна индустрија на Соединетите држави, на Lockheed Martin. Тоа е форматот. Инаку точно е дека израелската армија е во врвот, самиот светски врв по технолошка опременост, обученост и, што најбитно, морал. Знаеме дека во суштината во еден конфликт победува моралот, не само технологијата. Тоа не е секако доволно. Искуството историско не учи дека, добро рековте, за да постигнеме мир, потребен е чекор понатаму. Не го знаеме, не сме го дефинирале чекорот, ние сме обзервери. Наблюдувачи, можеме на еден или друг начин да ги цениме состојбите, но човек кој е објективен може да има само едно мислење. Не сакаме да видиме продолжено страдање на било која од засегнатите страни. За жал мораме да признаеме дека во светот геополитиката се уште ги бранува односите и тоа така и ќе продолжи. За жал, за среќа, може би светот се трансформира од монополарен во мултиполарен свет, тоа секако ќе има своји, верувам, позитивни последици. Преку ноќ нема да се сменат работите, но тоа што го доживува Израел, населението, е како што господин Наумов и истакна, е своевидна катарза и мислам дека ќе дојде многу брзо до одредени промени на политички план, затоа што колку и да успешно, да кажем, се справува со предизвикот Израел, со непријателските соседи, практично со кој е осуден, нема да може така долго да го издржи тоа, не заради тоа што воено не може да одговори, туку затоа што населението го чувствува заморот и никој не сака за прв пат по подолго време во Израел има негативна демографија, односно порано се повеќе се преселеа луѓе од странство, нели, кои имаат еврејско потекло, односно се евреи од Европа, од Соединетите американски држави, одеа да живеат во Израел. Сега има обратен процес да го објасни, може би околу 30.000 се намалени за двојно. Сега ќе ви кажам, можам да во право. Значи последната година мерена, тоа е значи претходната година, прв пат во историјата, новата историја се забележен одлив на околу 60.000 евреи го напуштија, и тоа главно на возраст од 25 до 45 години, значи она најпродуктивно населени, образувани луѓе, парови заминуваат. Ќе кажам, не само што Израел е земја високо развиена,
бруто националниот производ надминува 500 милиарди долари, нивниот бруто национален доход по глава на жител се доближува до бруто националните доходи на најразвиените сили во 10, те први се над 50 и неколку 55-6 мислам дека се веќе илјади по жител долари. Тоа е индикатор еден, меѓутоа исто така знаеме, ние бевме присутни, групата новинари се осведочи дека да се гледа на секоја точка интензивно градба, унапредување на амбиентот, инфраструктурата се развива, брзи железници, патишта из целиот Израел е извонредно поврзан со патна мрежа. Тел-Авив е прекрасен град за живот, еден од најубавите веројатно и во светот. Ние бевме на самата линија морска, нели, каде што на линија се најдобрите хотели таму. Ривиерата која гледа на Стара Јафа. Меѓутоа сето тоа има своја цена. Само за податок на нашите граѓани да знаат дека еден стан во Скопје во најдобрата зона, еве да речеме некаде 3000 евра, таму е 15.000. Добро. Така. Значи да стана а замислете во Скопје нема ризик дека ќе ви падне бомба и сепак е само 3000 евра. Една друга работа е многу се надевам дека градежниците нема да не слушнат. Столе, имам прашање за тебе кое е многу конкретно и јасно. Градимир е дипломат и него не можам да му го поставам ова прашање затоа што практично ќе добијам исклучително дипломатски одговор. Како модус за решавање на оваа состојба со години се промовираше тој two-state solution, односно солуција на две држави. Но се чини дека Израел во изминатите години, а особено по почетокот на овој последен конфликт, како буквално да го минира и да го прави се поневозможно тоа решение. Се купуваат имоти во западниот брег, не се дозволува, нели, да заживее, да профункционира палестинската држава и така натаму. Таму има буквално политичари во моментов владеачката партија и нејзините коалициони партнери не прифаќаат било каков two-state solution, односно не прифаќаат да се даде било какво право на палестинците да имаат своја организација, а од друга страна палестинците се таму реалност и ги има милиони. Знаете, Израел е земја на многу, најслушители, многу интересни контрасти. Например, од една страна имате двојазичност на цела територија. 20% се муслимани, односно арапи. Во Израел, надворот од тоа, од западниот брег. Да. Значи зборуваме внатрешни имаме двојазичност. Дури регистарските таблички се сите напишани и на хебрејски и на арапски. Така да не е никаков проблем. Значи, од една страна имаш либерален пристап кон јазикот, тоа што ние можеме да го разбереме од наша перспектива. Од друга страна се случува тоа што ти сега го објасни, како се однесуваат кон палестинците кон западниот брег. Навлегуваат веќе околу 800.000 евреи се пристигнали на Вестбанк, на западниот брег, живеат таму во тие населби еврејски кои што ги проблематизира и има кибуци, има такви обезбедувани и за кибуцки ти објаснам што е кибуц. Израел. Знам што е кибуц. Суштината на Израел сршта. Објасни на слушателите. Прапочетоците на Израел се социјалистички, комунистички. Те нема да се допадне тоа, меѓутоа па како кога почнале Давид Бен Гурион е пред да влезе, односно пред да влезе во мисијата создавање на Израел, е функционер на болшевичката партија во Советскиот сојуз. Кога доште Израел, првите наслеби кои направили, Тел-Авив е направен, купена земја од бедуините. Таму на нивна земја купена е, историјата се повторува. Кога доште тие, кога почнале доаѓаат од Европа, имале проблем евреите кои што доаѓале од големите урбани средини, како од Берлин, и тие биле научници, биле истакнати експерти во своите области. И они требале да дојдат во кибуци да живеат. А кибуците се пипер и патлиџан, тоа е. Не се, денеска кибуците за други, кибуците денеска не се пипер и патлиџан. Него работат кајтеч, работат висока технологија, сервиси, работат дигитални проекти и така натаму. Ние што тие што разговаравме, ја можеби очекував, имаме и ние стереотипи во кибуцот да видам така
некој со зулов и некој кој што ќе внимава. Една жена беше постојано со нас, прекрасна беше, изгледаше по-либерално од тебе, например, ако така гледаме. Меѓутоа, не е тешко. Духот е многу битен. Кибуците им даваат земја, државата им дава земја, им ја остапува и тука живеат. Тоа се мали села. Квар Аза се викаш овој кибуц, квар на хеврејски значи село. Аза, Газа по еврејски. И таму, знаеш како е, произведуваме колку што можеме, трошиме колку што имаме. Сите заедно, равноправно се делат сите тие работи што се произведуваат и децата се чуваат и младите. Кога ќе пораснат, има младински малкам, таму живеат и децата имат како нешто како градинка. Родителите дома не ги чуваат. Еднаш во денот може да ги видат. Сите се на едно место таму и се воспитуваат во духот на заедништвото, што е суштината. Перење мозок, али добро. Така да знаеш. Да не можеш децата да си ги гледаш дома. Контрастот како кај нас што има поделеност меѓупартиска. Тоа се чувствува и кај нив. Тие ортодоксните евреи. Тие се околу 13,6%, значи некаде околу 1.400.000 се. Од вкупно близу 10 милиони. Тие се најратоборни. Тие се за борба, за војна, а не служат војска. И сега таму е дебатата голема. Гинат тие кои што се либерални или пролиберални. Тие се повеќе за некој мир, за компромис. Осло, договорот, либералите го направија. Не го направија десничарите. И тоа што се случува во Израел? И сега овие не одат војски, сега дебатите како тие што највеќе бараат војна и справување конечно со палестинците, тие не одат во војна, се молат цело време, одат по синагогите пред начин на војување, може би. Да, начин на војување, зидот на плачот и така натаму. Значи, проблемот со Израел во моментот е и на оваа власт во Израел како да го врати впечатокот на безбедност. Некој велат столе дека оваа војна почнала заради тоа почнуваат да се ислудат, меѓутоа не само ради тоа. Атмосферата, тие пролиберални типови и либерални типови, тие се иселуваат затоа што не можат да поднесат. Анализата вели дека дека оваа војна, например, целосно либерален, таму ги имаш најголемата веган популација во светот, сконцентрирана. Голема ЛГБТ популација. Во Израел е сосема друга приказка. Во Израел е многу потрадиционален, многу поконзервативен. А ги дели колку 50 километри колку. Израел е инаку 500 километри долга и можеби се вели дека оваа војна, овој последен конфликт почна затоа што Бенџамин Нетањаху, кој претходно беше фатен во низа на коруптивни скандали и така натаму, беше соочен со паѓање од власт. И дека практично него власта му обстојува поради тие две порадикални политички партии кои се со него во коалиција и кои велат ние ќе напуштиме владата доколку не трае војната. И дека практично оваа војна, ова што се случува сега, е всушност сламка на спас на Бенџамин Нетањаху и негова борба тој да остане на власт и целата нација ја има втурнато во војна во која гинат многу луѓе на двете страни, претежно кај како да си одговараат едни со други состојбите и во Израел и во Палестина, знаете, како да се хранат едни со други тие по-десно ориентирани. Затоа што и Палестина и Западниот брег имале досега многу предлози кои што генерално не се прифатени. Од палестинците знаеш и 47-48 година не го прифатиле договорот за поделба на две држави. Израел да добие околу 50, над 50% и колку требаше 40 и нешто треба да добие. Не го прифатија. Второ имаше сега неодамна Либерман се викаше министер за надворешни работи на Израел. Да, тој беше во Македонија на отворање, знаеше да зборува и руски и српски, да. Предлог се направат дополнителни размени. Дел од Западен брег кај што живеат еврејски жители на евреи да се приклучи кон Израел, а дел од Израел, мислам дека е околу Назарет повеќе кај што живеат арапи, да се приклучи кон да се направи размена на територија. И тоа не го прифатија палестинците. И тоа палестинците се мислиш за ПЛО, овие сега што се привремената управа таму. Да, привремена палестинска управа. Кој е следбеник на ПЛО. Западен брег е Махмуд Абас. Он е 90 и нешто години, он е оддамна е таму како председател. А Газа, Хамас всушност колку што соопштители, колку што успеа да разберам, требало да биде добра алтернатива на Фатак, например. И
бил поддржуван од израелската држава. По кој знае кој пат во оваа емисија ќе ја препорачам книгата Синот на Хамас од Саид Хасан Јусуф, синот на Мосав, мислам беше Хасан Јусуф, основачот на Хамас, го викаат зелениот принц, затоа што тој од позиција на син на водачот на Хамас има работено за израелските власти со мисија да спасува животи. За Шабак има работено, сега моментов потоа нели избега од Газа, избега од западниот брег, живее во Соединетите Американски држави, но ја напише книгата каде што од позиција на араб од радикално семејство посведочи каква е ситуацијата таму и дека за жал разумот одамна отишол по геволите. Мојот впечаток инаку ти кажам дека нема да се најде толку брзо решение на двете страни. Израел тие последици. Значи некој ќе биде уништен ако не се најде решение. Па не можеш цело население. Суштината ако немате решение, значи население не можеш да уништи. Знаете, ајде направиме прелаз со Косово. Србите го сакаат Косово, не го сакаат албанското население нас. Истото Израел. Може би сакаат територијално Газа да ја кај што ќе му прави на тоа население. Гледате дека никој од нив не се затоа што имаат лошо искуство. Либија ќе ги носил. Да, ма никако ќе се заминат, имаат искуство, ако се заминат после никој од нив нема да му биде дозволено да се врати. А во Јордан најголем дел, голем дел има голема палестинска заедница е таму. Во Јордан. Тоа се како се вика Шатила и Сабра и Шатила, тоа беше бегалски кампови, да. Тие никој од нив не се врати во Либан. Шумковски системот како се справува таму со овие закани? Кога сте биле таму имало сирени, сте слушале, како изгледа тоа? Јадете во ресторани, наеднаш почињаат сирени. Токму тоа не се случи. Го имате вчера, можам да ја поздравам првата емисија, првиот прилог на господин Наумов, вие имавте исто така, но ќе продолжиме, затоа што имаме многу впечатоци, не може да се искаже во кратко време. Само кога они дисциплинирани за 7 секунди се прибраа сите, се собраа во ресторанот, а ние надврстувавме. Но дел веќе од нив се толку изморени да веќе и не се креваат. Значи прашање лична проценка, еве ние го доживевме во еден ресторант токму покрај морето, кога станавме не многу вака. Некој стана, некој остана. Точно, замороци го прави своето, но предизвикан од еве вашата, да кажем, вашиот разговор на тема како и кога, до кога ќе биде ова. За жал гледаме дека, нели, светската геополитика не го одминала ни овој регион, таа е всушност и последица на, јас би рекол, тенденциозното занемерување на богатите арапски земји на проблемите на палестинското население. Кога Израел во 2005 година, пак во еден джентлменски гест, дозволи дел од територијата да ја предаде на палестинска управа, тоа значи Газа, енклавата, нели? Тоа беше можност за богатите арапски земји, доколку постоеше таков дух, нели? Да навистина почнат со подигање на Газа и претворање на Газа на една мала оаза, може би трговска зона, дури со развиен туризам. Значи сите опции беа на маса. Да, Газа е на море, Газа е прекрасна. Трамп сака да гради хотели таму. Не греши, тоа е, мислам, просторот го дозволува тоа сега. Тоа се може би амбициозни планови, добро намерни. Луѓе живеат на една мала територија и тие 2 милиони луѓе живеат во последниот период под константна опсада практично. Апсолутно, тоа секако не е добро и тоа делно ги зајакна тие фрустрации на населението и предизвика тоа што го предизвика екстремно организирање по капата на Хамас, но јавилам голема одговорност секаде, како и во судирот со Украина и Русија, го носат големите светски сили и играта на геополитиката практично ја крои судбината на помалите и немоќните. Тоа нема да се смени преку ноќ. Созревањето, добро е она што го видовме и се согласам со господин Наумов и тоа ме радува, што созрева објективниот став кај до голем дел од населението. Тоа за жал не го гледаме
во арапскиот свет визави Палестина, па ни меѓу самото палестинско население кое смета дека е обесправено. Едноставна формула нема, не може да има. Процесот е еволуција, еволуцијата ќе трае, и тука сте право господин Наумов. Израелската држава ќе го издржи ова, затоа што има моќен сојузник, пред се во Соединетите Американски држави, каде што израелската диаспора е многу влијателна и таа, за разлика од некои други диаспори, директно учествува во финансирање на многу економски активности, па се до поддржување на на развојот на Израел во најширока смисла. За жал не знам, јас со сето своје искуство и гледајќи како од страна и можеби доживувајќи оваа трагедија многу поблиско, не можам да видам решение доколку големите играчи кои, како кажам, цртва светската карта, не се договорат како би можел да се почне со надминување на ова. Пред паузата за реклами во Колорадо, терористички напад во кој се убиени 8 лица со 8 жртви на произраелски настан. Тоа се случи практично синоќа по наше време, ноќеска, поради разликата со временските зони со САД. Еден од 8 загинети е преживеан од Холокаустот, Holocaust survivor. Навистина, овој конфликт иницира судири и надвор, иницира терористички напади. Ке продолжиме да разговараме за тоа во вториот дел од емисијата, почитувани слушатели. Останете со нас, се враќаме за многу кратко. Еве последните вести кои доаѓаат дури за време на оваа емисија од појасот Газа се дека Израел го уништил единствениот центар за диализа на северот од Газа и се убиени 54 лица. Секојдневно можеме да видиме вакви информации. Столе, од прва рака, дали може да се констатира дека оно што се случува во Газа е геноцид? Дали може да се констатира? Дали им се случува на палестинците геноцид во Газа? Обединетите нации веќе Израел влезе во конфликти со нив. Проблеми со меѓународниот суд на правдата, со генералниот секретар и така натаму. Болница за диализа била крената во воздух ово утро. Дали е тоа геноцид? Сочувство, емпатија треба да имаме најголема можна мера човечка и тоа да предизвика акција во насока на решавање на овој историски конфликт, секако и за Газа, за палестинците и можеби за мене како новинар беше потребно, освен сликата од страната на Израел, да се организират и некои средби со, не може со палестинските авторитети, меѓутоа можеше на Западен брег, не знам колку е тоа безбедно, со не се тоа големи растојанија, многу е близко со представниците, например, на авторитетите на властите во Вестбанк, во Западен брег, например, Махмуд Абас, можеби и со муслимани кои што ги има околу 20%, реков, на територија на Израел, затоа што они не служат војска. Видиме каков ние имавме контакти. Пример, нашиот шофер беше муслиман. И што вели тој? Тој си ја гледаше работата. Професионален шофер, многу беше полајт, услужлив, пријатен. Но секојаш кој ќе требаше нешто повеќе да се детали, он имаше многу информации. Кога требаше некои детали, он беше свесен за моќта и за економската на Израел, меѓутоа сепак неговото чувство е арапско. Според тоа што го почувствував кај него, он е за мир, меѓутоа мирот треба да биде компромис кој што не може да ги задоволи целосно двете страни, меѓутоа може да обезбеди некоја платформа која што во едина ќе обезбеди заеднички живот или живот едни покрај
други. Сакам друго нешто да напоменам во смисла на инаку тој наратив геноцид веќе историски наназад се Ако ми дозволи господин Наумов, ќе помогнам тука, еве нека заврши. Да, слободно. Можем? Да. Одлично беше до сега, господин Наумов, еве вака, геноцид, тежок е зборот. Тој не можеме да го сметаме конфликтот, колку и да е непропорционален односот на жртвите, затоа што де юре и де факто, тоа го кажавме во почетокот на разговорот, гледаме дека во Израел обстојуваат хармонично клопена и арапската заедница. Друго е прашањето на отворените, како да кажам, недоразбирања или предизвици на западниот брег, каде што е одговорна палестинската отбор. Како се вклопени? Молам? Зошто не можат да служат? Не сака. Тие не сака. Не сака. За разлика од друзите, кои се исто така една заедница која извонедно лојална, традиционално се добри војни и одлично се вклопени. Можеме да зборуваме за непропорционални жртви како резултат на надмокиноста на израелската армија. Точно. Но геноцид нема. Во Израел, во психологијата на евреите, нема таква омрза, ниту ксенофобија. Има само резерва и страв од окружувањето, кое историски, знаеме, предизвикало повеќе војни и се уште Израел се држи како. Вие велите нема геноцид. Столе? Не. Ке имаш слобода и ти тоа да го кажеш? Не, дека има трагедии тука на палестинска страна, тоа е неспорно. Но и ти сметаш дека не е тоа геноцид. Тој во поглед на бројката на жртви, да, може да се зборува за геноцид, меѓутоа во поглед на причините и колоритот што го зборував ја, за комплексноста, значи ти можеби сметате дека можеби е оправдан тој не. Која бројката можеби, ама сега дали е оправдано, полемизираме. Јас не оправдувам, јас сум пацифист. Тука има еден друг проблем. Двострани се аргументите за тоа, например, зашто муслиманите не служат војска таму. Од една страна можеби не сакаат, од друга страна можеби не ги пуштаат, затоа што, например, друзите се лојални, друзите се присутни дури во Мосад. Во дипломатијата имаат високи дипломати успешни. Имам пријатели, друзите се една етничка заедница, нивната религија е како некој полирелигија, имаат од повеќе религии прифатено своји. Тоа работа, бедуините се, например, муслимани, бедуините служат войска. Има еден град Раат се вика таму, Раат, знаеш, тоа е турски, персиски, како збори, арапски, и ние сме го прифатиле. Веројатно тоа значи, така се вика градот, не прашав дали значењето кое е. Тука има еден други работи кои што се... се извинам, само да разложиме малку за јавноста. Користиме тешки термини кои апсолутно се историски факт во одредени епохи. Зошто не е геноцид? Еве ќе кажам зошто не е геноцид, ова е мој став. Ако етимолошки го анализираме терминот, тоа значи омраза до уништување на одредена заедница. Тоа го видовме во Втората светска војна и можеби некои слични примери како последици од Втората светска војна, го видовме со нацизмот, меѓутоа овде резултатот на загубите на палестинската страна е одговор воен кој логично е, јас сум и војник, добра познавам технологијата на војување. За жал, кога имате противник кој се штити со цивилен штит, вие невозможно да действувате. Мора да убиете или повредите 50. Вие дури во такви услови воздухопловството, од она што го знаеме, не е никаква тајна, се обидуваат целано, дури најавуваат и ги предупредуваат низ каналите на информирање, за да го намалат ефектот на воените действија. Никако не е оправдана загубата, но сакам да кажам, геноцид нема. Чист воен одговор на непропорционална сила. Пред да се случи тој терористички напад од страна на Хамас, имаше едно приближување на односите, односно на голем дел од жителите од Газа им беа давани тие визи за работа и тие практично работеа во Израел и се случи своевидно сближување економско, затоа што
Економијата секогаш зближува, Точно, а политиката разделува. Ако сакате да направиме една анализа. Според многумина и според многу анализи, Хамас го направиле тој терористички напад токму за да го принудат Израел да го спречи, да ја спречи таа, нели, бизнес комуникација со популацијата. Тоа е една страна. Прашањето е зашто Израел тоа го дозволи, зашто 7 години или колку се подготвувале тие акции, го фатија всушност Израел на спиење. И тоа е да, навистина беше покрај мостот, не е мостот, туку како се вика, Шабак, Шинбет. Шабак, да, Шинбет биле одговорни за тоа, зашто ги фатиле на спиење. Да, многу беше интересно да се види како летаат тие со оние со моторчињата и параглайдерите. Имат направено. А тука ти имаш митови Израел, таму пиле не може да прелета без да знаат службите. Имат парк направено, парк со сите возила, некаде околу 1500-600 возила се уништени и ги имат изложено и тие мотоцикли и тие возила што се со пикап за кој што има митралези и така натаму. Значи, нужно се потребни едни на други они од економски аспект. Сега, например, Израел има проблем, не доаѓаат работниците што доаѓаат од Газа, не доаѓаат работниците, имаат проблем со работна сила што доаѓаат од Западен брег, имаат проблем, спомена Шумковски 500 милиарди има GDP. За да имат представа, само момент, за да имат представа колку е тоа, слушателите или гледачите, да направиме една мала споредба. Например, Бугарија има 102 милиарди проекција за оваа година, а има 7 милиони жители. Србите имат околу 90 и нешто милиарди. Грците имат 270, 280, околу 300 милиарди. Грците имат 10 милиони. Израел има 500. Романија, дури оваа година, се предпоставува дека може да стигне до 400 милиарди долари. Да, Израел 522,6 милиарди долари БДП-то на Израел и сега да биде за пер капита е уште повеќе. Да ги шокираме луѓето во Македонија, територијата на Израел денес помало од Македонија е практично дури и помала од малку помало од Македонија, тоа прво 22.000 квадратни километри. А второ, значи нешто што, 522 милиарди споредбено со нашите колку се сега 16-17 милиарди. Тоа се надеваме оваа година 17. Аспирираме кон 20. Да, но да направиме една друга споредба. А тоа е Израел се наоѓа во една клима која има пустини внатре неколку, значи една клима која е многу по неприфатлива од нашата за растение, за одгледување и така натаму, но и покрај тоа, и она е најшокирачки за нас и најсрамно за нас како Македонија, во пустина имаат за неколку кратно поголемо земјоделско производство од нас, каде што ти да фрлиш семка на асфалтон онде ќе никне, затоа што ние буквално имаме неверојатно добри климатски услови за растење. Одлично. Еве, верувам дека во вториот дел ќе можеме малку граѓаните да ги заинтересираме да зборуваме за практични работи за економија, тоа што практично значи можност да навистина ги доближиме двете заедници и да од тоа видиме интерес за двете страни. Добро спомнавте за одгледување на разни земјоделски култури во услови на пустинска клима. Израел има повеќе институти научно-истражувачки во доменот на напредното земјоделие, два се водечки, првиот е вулкани, тоа би сакал во една прилика можеби и да го видиме. Другиот е Арава, со кој имав лични контакти и го запознав директорот таму негде 2016 година, со желба да предизвикаме интерес и да се поврземе тука, за да тој инпут научен го пренесеме полека во Македонија. Најдов на разбирање и симпатии во некаде во јули. Во посета требаше директорот да дојде во септември да склучиме прелиминарен договор со Министерството за земјоделие. За жал човекот почина од срцев удар. Како што знаете, во многу иницијативи луѓето се тие кои ги водите падна таа иницијатива, но можноста останува и во наредниот дел од разговорот би сакал малку да фрлиме светлина и на можностите кои ни се отворени за да ја поддржиме да го поддржиме нашиот развој преку унапредување на соработката
со Израел, особено во делот на пренос на знаење и во делот на напредното земјоделство и управување со водите како два клучни, поготово управувањето со водите, да. Како два клучни сектора со кои планетата ќе се занимава многу поинтензивно во иднина, затоа што согледувањата се такви дека климатските промени сериозно ќе ни го нарушат овој комодитет на кој сме навикнале последниве децени. Така. Имаме ние шанса сега, турците заострени им се односите со Израел и нема увоз, нема извоз и сега се обидува Израел да ги алтернира тие работи и мислам дека тука треба Македонија да ја бара својата шанса. Колку влие војната на економијата и колку се загрижени во Израел за тоа, ќе ти кажам еден пример. Например, неверојатно. Северот. Новинар со вакво искуство да не го исклучува телефонот. Па намерно. Добро. Ако се случи нешто да бидам информиран на време. Значи на северот, кај што напаѓа Хезболах од Либан и кај што има евакуација голема, сега полека се враќаат. Таму, значи тоа е над Хаифа, таму живеат можеби околу 1,5 милиони луѓе. Поради таа евакуација, тој север влие на снабдувањето, например, со јајца за Израел. 70% од производството на Израел се токму во тие фармерски простори што се под границата со Либан, тука и тромагијето со Сирија и со Јордан. Проблемот мене не ми е јасен, еве Шумковска ве прашам, ние колку имаме? 6 милиони размена, тоа е смешно. Последните податоци ги знам, 23-та година, тоа е заистина не е... Елбит го споменавме. Не, тоа беше... и тоа беше има некои соларни панели, некоја компанија израелска, и Пригат сокови имаше на времето, секјам витаминка ги... Во право сте, тој останува партнер на Пригатска приварница, инаку собственикот на Пригат, како една, како да кажем, респектабилна индустрија на пијалоци, освежителни пијалоци, е и почесен конзул на Република Македонија во Израел. Да, тој е. Соработуваме, мислам, брзо реагира, деловен човек е. Тоа се тие канали кои пожелно е да ги користиме, да ги разработиме, меѓутоа без сериозно инволвирање на централната власт на највисоко равниште, нема да можеме да предизвикаме поголем интерес и видливост, и во таа насока можам да споделам отворено дека се радувам што премиерот даде еден сигнал дека до крајот на годината би можела да се случи една висока посета која секако треба да ја подготвиме, затоа што годинава бележиме 30 години, рековме. Да, од поставување на точно во декември месец. Тоа е добра прилика, меѓутоа да се подготви посетата за да се постигнат одредени договори, затоа што со Израел имаме практични два договори, еден договор и една конвенција, еден договор за укинување на двојното даночување и другиот е за соработка во здравството, што видовме дека веднаш го доживеавме, тоа рефлектираше врз кризна соочување, тоа беше првите екипи, тоа се случи во неколку часа. Во здравството, среќен сум што можам на јавноста да кажам дека нашето барање беше процесуирана АСАП, значи веднаш ние добивме првата екипа од Шеба која посетивме на најогледните болница, тоа е практично комплекс еден. Потоа дојде уште еден тим составен од стручњаци од 3 други болници и тие извршија овде, што да кажем, нешто што ние немавме капацитет, дури ни поголеми земји го знаеме, тоа не може да се справат со таков обем. Да му кажам на Злате, во моментот кога бевме во таа болница Шеба, течеше 7 часа траеше операција на преседување на вешечко срце по најнова технологија. Тоа е втората операција во светот после Америка и имаме можност, нали, во таа болница има команден центар, така да го наречам, долу, со екран поголем од НАТО хедкартерот што има во Белгија. И се што се случува во болницата, сите операции се... Ја познавам многу позитивни примери на луѓе кои се спасиле таму. Да те прашам тебе, Казахстан има голема соработка, ги користи
тие знаења медицински технологии, ги праќа своите доктори на обука. Сега да те прашам, мислиш ли дека треба договор стратешки со Израел да се направи или комплицирана е структурата на населението тука и тоа нема да тешко дека може да се случи? Па види од аспект на религија на пример. Сега вака, првенствено за соработката. Британија сама се нуди сега, не сме Британија во овој момент Британија има со Босна има го напушти договорот за Британија ги напушти последно поради последните случувања во Израел и она што според Британија е хуманитарна криза, ги напушти преговорите за договор за слободна соработка со државата Израел поради тоа. Значи ние не треба со Израел да правиме. Не. Види, ние сме комплексна средина, ние сме мултиетничка средина, Израел е комплексна и мултиетничка средина, може да учиме многу едни од други, се надевам дека нема да научиме како да ги решаваме проблемите на нивен начин. Нас ни е потребна соработка пред се во делот на технологијата и во делот на економијата и мислам дека тоа на никој не му пречи во државата. За водата, ти кажам некој работи што мене ме фасцинира. Има ли вода во Израел? Прво, покрај автопатот, само земја, земјоделски нема парче што не е обработено. И велат, ова беше пустина, сега е речи си оаза. Ова беше пустина. Имаш вака многу интересен рециклирање на вода. Имаш цевки со розова боја, тие се за наводнување, и цевководи кои што се со плава боја, тие се за пиење и се врти водата. Значи тоа што се користи за наводнување, после се рециклира, се користи за пиење и обратно. Втора работа. Јас не видов таму речиси ниту една река, а вода има, дури извезуваат Израел вода. Во Јордан. Тоа е многу чудно. Ресоленизација, знаеш што е тоа, нели? Одборите како прават вода за пиење. Тоа го имате совршено и мислам дека треба да го користат многу држави, затоа што водата ќе биде еден од клучните проблеми во наредните години за човештвото. И, например, не оставаат капка вода, ништо да не се собере, да не се прават базени. Која врне дожд, не знам, видов дека и олуците се малку пошироки, не случајно, кај нас се губи, кај нив ништо не се губи, се употребува и имаат вода. Иако немаат вода природно, имаат многу повеќе вода од нас. Нашата вода се губи некаде. Никој не води сметка. Мислам дека во таа насока може многу работи да научиме и особено за обработувањето на површините земјоделски кои што кај нас мислам дека 80% се запоставени и не се опфатени со обработка. Интересно, значи од Израел може да се научи многу во делот. И уште една работа што може, ама тоа е комунистички, ти не си малку... Што кибуци ли да правиме? Споменавме, не кибуци, волонтирањето. Порано имаше работни акции, ти си мал не знаеш. И тоа беше добро, јас сум бил на тие работни акции, веројатно и Шумковски. Волонтирањето е многу развиено во Израел. Шоферот што беше со нас вели и јас вика волонтирам често каде, ако ќе имам слободно време, кога нема да бирам на работа, одам на земјоделските површини и помагам. Многу израелци одат во кибуците, помагаат, работат. Волонтираат во армијата, волонтираат во хуманитарни цели. Тоа волонтирање, значи, еве и амбасадорката Френкел, која што сега нели ќе се пензионира, што ќе правите после тоа? Па ќе одам да волонтирам, да помагам во општествени, во хуманитарни, во секакви други цели. Кај нас срамота е да бидеш волонтер. Мислам дека во таа насока може многу да научиме од Израел и во поглед на цивилната заштита, но и во поглед на земјоделскиот и економскиот развој. Значи, за без пари. Добро, ти си у Лондон, ученик и ти ке тебе нема. Лондон ништо нема. Ти си Фридман, Милтон Фридман, како се викаше, нема бесплатен ручек. У Лондон е погребан Карл Маркс, од Велика Британија потекнува и Адам Смит, така што сите школи на економијата се од таму. Шумковски, која е иднината на македонско-израелското, на македонско-израелската соработка и зошто прифатливте да бидете почесен конзул? Тоа е тешка мисија на една вака условно кажано во многу услови земја за која има огромна антипропаганда. Ние во Македонија имаме и протести во минатото, нели, кога исто едно лудило огромно кога беше музеот на Холокаустот каменуван, се сеќавам пред многу години од страна на некои демонстранти, што е
за секој осуден, или тоа е музеј на жртвите, а некој да го каменува, но како е да се биде почетен конзул на Израел во Македонија? Зошто ја прифативте мислијата и која е еднината на соработката помеѓу Македонија и Израел? Благодарам за прашањето. У серија така, слободно. Одлично, благодарам. Мислам дека во интерес на јавноста за да ги, како да кажем, да ги победиме митовите. Точно, јас го земав предизвикот самиот, кога првпат заминав во потрага по одредена помош во делот на отпремување на одбранбените безбедносните сили. Така и тоа беше голем предизвик сам по себе. И во моментот сум, еве како што ви е познато, сам на теренот. Не е едноставно, но ме радува тоа што се повеќе гледам интерес на луѓе кои слично размислуваат и го преципираат Израел како можен стратегиски партнер, дали тоа ќе биде подпишано и, да кажам, и де јуре оформено или ќе продолжи така да го чувствуваме, државата Израел како стратегиски партнер. Мислам дека лично моје уверување дека тоа би било одлично решение кое во голема мера би ги динамизирало процесите на соработка економска. Ќе се обидеме тоа да го направиме секако. Еве, нашите усилби се во таа насока и јас се искрено можам да кажам дека се чувствам прилично осамен и потребна ми е секаква помош и во процес мена може би да издействуваме и уште една позиција на почесен конзул од една угледна македонска личност, нема да го отварам сега тоа прашање. Подготовките се во тек, верувам дека ќе се заврши позитивно. Во таква ситуација ќе бидеме зајакнати и јас ќе се чувствувам многу подобро и би можеле овие работи за кои расправаме и јас сум благодарен посебно на многу, како да кажем, аналитичкиот пристап на господин Наумов, кој првпат беше во Израел, многу брзо како искусен новинар го пренесе својот впечаток со кој апсолутно се согласувам, но точно е дека ние имаме можности. Една од причините која може би која за сега не ограничува немањето на директна авионска линија. Знаеме дека израелските деловни луѓе патуваат интензивно, присутни се на сите точки од планетава. Ние патуваме како Солон. Солон има дневно колку 3 лета, веројатно. Така, замислите го тоа, а ние бевме близко 2019 година до 28 декември. Подпишавме договор со агенцијата за туризам со израелска авиокомпанија, една од 4 приватни, Израер се вика. Мислам дека ние има една од групата летиште со Израел, така. За жал се случи ковидот во март наредната година и падна таа иницијатива, пак несрекно, и потоа беше занемарена затоа што последиците од ковидот се почувствува и тука и секаде во светот. Потребно ни е нов сега еден замаец да тоа го постигнеме, затоа што директната врска отвара многу можности, па дури во размената на стоки со дадена вредност кои може да издржат авионски транспорт, имаме и такви. Спомнавте тоа, ќе се враќам, скокам од тема на тема, но зборуваме за економскиот дел. Шансата е голема сега, откако Израел ги залади односите со Турција, од каде што доаѓаше се покрива голем дел од потребите на широката потрошувачка. Во моментот тој вакуум од леци 40% е отворен и тука има многу, особено земите кои се во близината. Таму влегуваат. За Индија тоа е посебна приказна кој кажам сега отворена дека Индија го има Израел, мал Индија како земјата во моментот со најголемо население ја помина и Кина. Има изварена соработка на одбранбен план и Елбит системи, еден од стратегиските партнери на нивното Министерство за одбрана во Индија. Толку е Израел значаен, но во делот на економската размена
предусловите мора да се создада, се обидиме да ги создадеме брзо. Една работа е авионската линија, близината на деловните луѓе, дури кои патуваат Европа со еден стоп тек во Скопје па да продолжат, отвора многу врати, така ја гледам можноста. Ќе работиме на тоа, верувам дека ќе имаме земјоделие, имаме соларни панели, тоа што го видов, такви полиња големи не сум видел. Ветерници. Не би зборувал за енергетиката, не ми замерете, просто што ви упаднав. Јас лично имавме консензус тука со повеќето колеги ваши, разбрахме која е можноста за Македонија, која стратегиски има потенцијал да биде сериозно мало змејче во делот на напредно земјоделство, но ние не сме на тоа рамниште, посакувам брзо да се движиме. Во земјоделието, за жал. Еве, прашањата во право. Не, веќе ви кажам, конкретните барања на деловни луѓе. Ние, еве сега размислуваме повторно за некакво обединување на земјоделските, на земјоделците, затоа што тие се расцепкани. Во суштината, вие немате партнер да понудите на голема компанија. Немаме партнер, не можете со индивидуални. Дали ова посета на Израел ти ја доживуваш како форма на корупција? Затоа што некој ви платил авионска карта, ви платил сместување, сега нели потоа вие треба нели да подготвите нешто за таму што се случувало, како се случувало. Доволно сум искусен да не можам објективноста да ја доведам прашање. Ти си бил и во Америка? Не. На тие студентски патувања? Не сум бил никогаш. Корупција. Ама сакаш да одиш? Не. Јас сум бил. Не, ја у Америка сакам, мислам, сум бил Кина исто држава. Бесплатно ја немам отидено нигде. Си бил, кога си бил у Сорос, си бил сега. Бесплатно било тоа. Па си учествувал акции, си учествувал проекти кои што биле. И одам и објективно ги согледувам работиве, нема тоа кај мене. Значи вака, сум бил, државата организирала и во Америка, државата организирала и во Кина. Ниту еден мој извештај не бил доведен во прашање поради тоа. Што е суштината? И тука, и во Кина, и во Америка поставувавме прашање. Поинаков е односот. Ние многу повеќе прашања поставивме за палестинците отколку што ти сега постави оваа емисија. Добро, јас сум произаредски ориентиран, може би поради тоа. Глумиш тука. Да. не глумам, јас си поставувам логични ако ме прашаш што треба Македонија да прави, јас сум бил на брифинзи на IDF, значи, но на страна сето тоа. На страна сето тоа. Јас зборувам прашања кои се логични и прашања кои ја интересираат светската јавност. И еве мене од позиција. Ние треба да го правиме. Треба да носиме новинари да ги запознаеме со Македонија. Од позиција на човек кој историски има трак рекорд на поддршка на Израел, јас не би бил како тебе така категоричен дека таму нема геноцид. Кој ќе ги видам бројките, кој ќе видам што се случува. Јас реков дека знаејќи го сето тоа треба и може да се зборува за геноцид и не ме слушаш. Ја мислам дека оваа војна е само како да кажам последниот обид за спас на Бенџамин Нетањаху и ова е на корупцијата, видите сега. Немојте да мислите дека он ги покрил сите опашки со оваа војна, дека населението е глупо таму. Дека не зборува поготово тој либералниот аспект на населението, дека го сака Нетањаху. Има една друга ситуација таму. Таму Нетањаху е предодреден да владее. Зошто? Затоа што структурата на населението е таква. На кои избори пак он ќе мора да коалицира. Вучич у Србија ше. Знаете зошто? Затоа што направиле еден помак кога дошле од Советскиот сојуз и од просторот на Источна Европа порано, 1,5 милиони, не знам колку евреи дошле и они направиле помак во структурата. Тие се со полиберален пристап. И тогаш дошле до израз малку повеќе либералните партии во социјалдемократските во Израел. Меѓутоа, наталитетот кај ортодоксните евреи е пута 4 од обичните евреи. И обичните евреи, овие либералите ги наречеме, и они имаат висок наталитет. Меѓутоа, овие се многу по и никако не можат вика оваа структура на население секогаш ќе вади производ политички кој ќе го води Израел од типот од профилот на Нетањаху. И Нетањаху го користи као и секој политичар се обидува да манипулира. Некој за корупцијата на Нетањаху таму отворено се зборува и не е тоа. Немојте да мислите дека ние отидовме во Израел и таму сега се ќе биде скриено, не смеем ништо да прашуваме, разговаравме со многу типови кои што
имаат поинакви размислувања, кои што сакаат заедничка држава, кои што сакаат мир, и поголем дел од населението сака мир. Но проблемот е како тоа да се постигне. Со ова што се случи сега, мислам дека многу тешко и мислам дека Израел во моментот, барем власта во Израел, се чувствува, не знам, некако осоколена да оди до крај. Што значи тој крај? Не знам, инаку интересно е, например, да се знае дека во Израел е забрането коцкањето, одаците на Синај, кај ги пијаните, и они им ги собираат парите. Зашто е забрането коцкањето? Не знам, поради фера, поради... Кај дојат овде ние имаме на секој трет, ние имаме само аптеки и коцкарници и за брзи кредити оние. Третиот бизнис. Да. Значи, облажување. Зимаш, тоа е следствен процес. Се коцкаш, губиш, зимаш брз кредит, после пак имаш коцкарница, се коцкаш повторно и кога ќе изгубиш, после имаш нели аптека за да си купиш дезапан. Например, интересен момент за Голан, певме на Голан и баш ги да ти кажам дека не влие тоа, да, они беа извонени домаќини се, меѓутоа као новина ти треба да се поставиш на тоа и да поставаш прашања кои што си провокативни, кои што се во интерес на тоа што значи професионални стандарди, професионално и објективно новинарство. На голандската висоравнија знаеш, тоа порано е сирийска територија и се уште по меѓународни узуси, Обединетите нации не ја признаваат како израелска територија и ние прашуваме, почекајте се, зашто не воите тука? Ова еден ден ќе треба да го напуштите. Затоа што пака нас тоа не ни е битно. Нас не е битна безбедноста на државата и овој ние никогаш нема да го напустиме, затоа што од тука во времето на Асад сириците напаѓа нон-стоп, се симнува на Галилејската, што е помала висоравнина, кај Галилејската езеро. На спортивната страна беше Или Коен во шездневната војна, кој им даваше информации. Бевме токму на тие места. Да, бевте, тоа е наистина. Тоа е 67 година кога јас сум бил роден. И ги прашувавме зошто по Обединетите нации и они викат, па не ни е битно. Тоа е практично најуспешната операција во историјата на Мосад, кога инфилтрира човек да биде практично министер за одбрана на Сирија, а практично станува збор за Израел од Аргентина кој глуми. Ќе ви го објаснам и тоа. Евреин од Аргентина кој глуми араб. После тоа што го знам го обесиле нешто го фатиле. Го обесиле, да. И тоа друге. Има добар филм за Или Коен на Netflix. Ама како, што направи со тоа да завршуваме? Значи, го прашуваме и они велат вака. Имаше војник со нас кој што е од Чикаго, портпарол на армијата. На армијата. И види, многу тие од странство што доаѓаат, многу добро ги користат. Кај нас од странство кога доаѓа некој не му даваат никакво место таму. Кај нас тука никаде не му даваат. Демек, кај бе кој е овој дошол од странство? Таму тие што се одговорни за односи со јавна за комуникации се или од Америка или од Англија. Значи, англискиот јазик им е извонреден. Не дека не знаат израелците, ама нема ништо случајно. И го прашуваме за Голан и вели вака. Па на нас не ни е битно, битна ни е безбедност и битна ни е Америка. Битно е Трамп уште во првиот мандат ни го призна Голан како наша територија. А и ние сега, вика, во законот, они немаат устав Израел. Имаат декларација само. Во нашите закони го ставивме Голан како дел од израелската територија. Меѓутоа сега имат освоено уште една, имат влезено во Сирија, близу до Дамаск. Инаку од таму каде што бевме таа точката од Голан, од границата до Дамаск, има околу 5-60 километри и кога е ведро времето можете со голо око да го видите до Дамаск. Они имат уште потаму отидено, имат освоено една обсерваторија, но велат ние не тврдиме дека тоа е наша територија, ова е превентивно. Сега нашата тактика според портпаролот на израелската војска е некако порано да чекаме да видиме што ќе направат, туку да предпоставиме во микрофонот. Да предпоставиме кои се нивните потези и да се подготвиме. И затоа влегуваме за да направиме одредена тампон зона која што ќе не штити. Не знаеме се уште Џулани што ќе прави, како ќе прави. Сега за сега е мирен, ама натаму како ќе биде. Не знам како. И ја ги прашам, па Џулани нели е ваш човек? Да ти кажам дека сега и рекол дека не е нивен човек. Да, види, интерес, нормално нема никогаш да ти каже дека нивен човек, а може и не е нивен човек, тоа не знаеме. Тоа историјата за 50 години ќе се дознае што се случува со Сирија. На крајот да завршиме со почесниот конзул Шумковски. Имате пред вас уште еден мандат. Што сакате да постигнете во него?
Еве искрено се опитавме на најчувствителниот терен да Израел покажа апсолутна доблест и поддржа една мала држава, речиси непозната и во Израел. Освен за она мала заедница, ние сме генерално непознати. Кој ќе отпатувате, и вас е тоа јасно и познато, треба време секако и усилби да бидеме забележани, но во следната фаза, еве да одговорам директно на прашањето, спомнав на некои од секторите на кои интензивно ќе работам. Секако очекувам поддршка и ширење на кругот и приказната за Израел, за да од митот кој главно е втемелен во нашето население, што е симпатично вака, но не е издржано, дека Израел ни е пријател, сојузник и не поддржа и така натаму. Да, тоа се докажа во минатото, во еден момент на сериозна изложеност на Македонија, но тука не смееме да завршиме. Јас сум по и воен ветеран, меѓутоа по убедување пацифист, како и господин Наумов, и посакувам на нашата земја и на пријателски Израел да брзо ги совлада овие предизвици, иако не знаеме колку сето тоа ќе трае, но во меѓувреме треба да се живее и да се обидеме да Израел го донесеме тука, а и ние да бидеме поприсутни. Еве кажав кои насоки треба да се движиме, за да можеби почнеме да ги остваруваме тие цели. Најмалку два сектора се сега примарни, односно со енергетика, третиот тука су помалку упатен, затоа што мислам дека и со зелената енергија разбираме дека малку не претеравме само ние, исто како со електричните возила, и кога гледаме криза во светот, за тоа не е тема. Ви предлагам да и тоа ви биде една од темите. Технологијата оди понапред отколку што може населението, светски рамки, да го издржи тој предизвик, и сега се соочуваме нормално со проблем како да се пласира енормниот подем, нели, на современа технологија, особено во автомобилската индустрија. Меѓутоа кај Израел имаме таа погодност да можеме во делот на напредното земјоделство да навистина станеме, да градиме стратешка соработка, и ќе ви кажам што размислувам. Не е тајна, тоа ќе се обидам да го споделам со јавноста и во други прилики и со одговорни луѓе, па и со луѓе на деволовен план. Секако, тоа е нашата шанса и во делот на менаџирање на водите. Тоа е резон детер, нели, не треба да зборуваме повеќе. Господин Наумов даде некои вака видувања. Имаме минимум шанси, и сите други технолошки, нели, исчекори во кои Израел е препознаен како технолошка велесила. Тука го вклучувам образованието, кое ние нешто што не сме го искористиле доволно, а Израел е отворен да пренесе знаење. Дури сметам дека можеме во догледна иднина да воспоставиме и потесна соработка во едукација, на планот на едукацијата. Тоа се добри предизвици, затоа што зошто е Израел успешен? Заради високо образуваното население. Развојот на Израел базираше на, нели, имиграција од население кое беше главно образувано. Така почна приказната за Израел, а другата работа која ја споделуваме како културнолошка вредност е поврзаноста семејна, која се уште многу јака, и една од ја би рекол клучните елементи на кохезијата на израелското општество. И тука сметам дека ние имаме таков сензибилитет, нашата традиција била слична, тука се препознаваме, можеби тука се исправни нашите сограѓања кога велат дека го препознават Израел како стратешки партнер, но тоа е мит. Да не направиме како во историјата, ние сега од мит треба да направиме историја, за да не претвориме историјата во мит, како што во некој случај тоа градиме. Благодарам, Столе. Да. Значи, еве, сега ќе
ја завршам емисијата со тебе, имам едно прашање. Провокативно, пак ќе ти кажам, Градимир е дипломат, не можам него да му го поставам ова прашање. Можеш, баш напред. Затоа што ќе ми даде дипломатски одговори, нормално ќе го даде одговорот. Умештоста на тебе како новинаре, како дипломат да извадиш државата од добар кое што одговор. доаѓа. Но, Што ти одговара? Не можам да го провоцирам со ова прашање, знам што ќе каже. Дали ти, Столе, сметаш дека евреите имаат природно право на Израел како земја? Затоа што ние гледаме, знаеме нели како е тоа населено по Втората светска војна, Што ти е провокативно? некој направил Не е договор провокативно. меѓународен и ги однел луѓето таму и сега има еден светски парадокс, а тоа е дека Знаеш дека Израел може би требало да биде во значи, Македонија, во Албанија, не, но што е во Јужна Африка, што е парадоксот? во Но што е Русија, парадоксот? Советскиот Што е сојуз. парадоксот на таа територија? Како Ако опција за вие сте држава. сега евреин, роден во Филаделфија, Добро. или во, не знам, во Англија, во Германија, во Македонија, во Србија, било каде, вие имате право на државјанство и на земја, но ако вие сте палестинец кој е со 50 генерации назад живеел во Газа, вие немате право да живеете таму. Јас реков одговор дадов уште на Нели е почетокот. тоа малку парадоксално? Не е парадоксално. Како Парадоксално мислам. Зошто е парадоксално? Па нели е тоа недозволиво? Сега некој се родил таму во Америка и само пошто бил евреин има право да живее тука, а овој што со генерации и генерации од тука нема право. Недозволиво е да не се дозволи на палестинците да си имаат свој идентитет и свој државен идентитет таму, како што е договорено уште 47-та година. Реков јас уште на почетокот, они се братучеди. И сега, ако одиме во крајност, и Хамас, и во Хамас, во неговите статути, како се вика документи, не е дозволено постојање на израелска држава. И кај ортодоксите евреи и израелците не сакаат и не дозволуваат да постои палестинска држава. Јас зборувам за компромис, зборувам за живење едни покрај други, затоа што се потребно николку и тоа да звучи чудно. Затоа што овој. Затоа што колку и да звучи чудно, они се потребни. Тоа го покажува сега кризата. Работници, вода, енергија, знаење. Сите они можат едни покрај други да растат и да се развиваат. И тоа многу е покомплексна ситуацијата, го спомена тоа и Шумковски, геополитички, тука си арапскиот свет е многу некако резервиран кон палестинците. Земете го однесувањето на Египет и затвори граници. Што ти Египет ако ги земе ќе живее собствена. Малку се и тука има тоа што го спомена, знаете, пред да се случи ова 7 октомври 23 се случуваше страшно брзо приближување на арапскиот свет со Израел. Саудиска Арабија веќе почнаа да прават обиди, напори дипломатски да се поврзат, другите држави беа тука и сето тоа на некој не му одговара, некој поголема слика, не знам, веќе не можам и јас тоа да го објаснам, да го разберам. Да кажем уште некои работи со тоа да завршиме. Ние треба да се однесуваме со Израел и со палестинското прашање како што можеби Тито се однесуваше. Беше извонредно добар со Арафат, со палестинците. Ама ич не беше лош па и со Чекайте, само секунда, Тито никогаш не го признал Израел, Југославија не го признал. Зошто? Па ти Како викаш дека не? Ти не враќаш назад сега, па Југославија не го признаваш Израел како држава. Не е баш така. Израел немаше амбасада во Југославија, да. До крај не беше така. До крај. Не, за жал, во право е господин. Меѓутоа, ти ова сега Столе што го кажа, ти не враќаш, тоа не треба да го признам Израел. Односите на Тито не беа на Јаја Паша ги прифаќаат ставовите на Столе Наумов и на Тито. Мора да се Јаја Паша не ме ги вреш. Значи вака сега затев. Југославија не беше лоша, имаше извонредна комуникација со Израел. Немаше, не го признаваш Израел. Комуникација, зборам без разлика на признавањето. Прошајте го Шумковски. Имавме уважување на вистина таа комуникација недостасуваше од една причина, затоа што Израел веќе во тоа време беше во зоната на интересот на западните сили пресе на Америка и на диаспората, а Југославија беше предводник на организацијата на неврзаните и беше еден и тоа предизвика одреден застој во доближувањето, но остана она и тоа е добро што сакаме да го експлоатираме и нема тука никаква корупција, ќе се насмеам сега ќе кажам затоа што ќе ве посетам само нешто, јас работев за владата на Република на Македонија во порашна Југославија во оној сектор
кој се занимаваше со пропаганда спрема странство и парираше на странската пропаганда, ние каневме исто на наш трошок и новинари, затоа што имавме потреба да ја кажеме вистината на светот за македонското прашање, за негирањата, за драмите. Треба да носиме ние, да ги корумпираме, ама тогаш нема да биде корупција. Одма да кажам, за мене совршена држава е Шведска. Шведска никогаш не плаќа некој да отиде. Да видиш, сите знаеме дека е топ. Нема потреба. Со Коен да забравам. За шпионот израелски. Зели Коен. За што бил во израелската, во сиријската влада. Да го објасниме, не знам колку го знаат тоа. Че тоа можеби е мит, ама интересно да се слуша. Има милион книги за тоа. Па не се сигурни. Има филмови. Не се сигурни до крај сега тоа. Од јаја паша си го учил сега, че полека. Значи, и самите израелски официјални лица велат, така е направено прича да се набилда малку, ама дали било така, никој не може да тврди. Што се случило? Според тоа што го раскажуваат. Тој бил одговорен за одбраната таму и на Голан отишол еден ден да направи мониторинг, да разгледа што се случува и се вратил им рекол таму на влада. Многу се изложени на сонце, на шешкото војниците. Треба по некое дрво да насадиме таму за да се заштитат, да има сенка. Дрвата фактички биле координатите кои што требало да гаѓаат израелските авиони и така било уништено уште во старт во првите тие неколку часа, се што значи одбрана сериозен некој а имале сериозен пристап сиријците, се било уништено во првите неколку часа врз основа на податоците на Коен. Ели Коен е легенда на светското разузнавање, не е роднина на Леонард Коен, кој е еден од најдобрите музичари, најдобрите поети кои светот го видел. Да учиме за убави работи, почитувани слушатели, да научиме за нешто добро, да научиме за некаков технолошки развој, војните можеме да ги заборавиме. И ние и тие во Израел, затоа што никому не донеле ништо добро. Градимир само едно како срешено шлагвор. Не сакам да бидам тој ќе заогружи овој пријатен разговор и навистина сум благодарен на уредникот и собственикот господин Златев и на тимот кој тука сега ни помага да бидеме во етерот. Искрено верувам дека една од придобивките на посетата која несомнено ја споделуваме, ја споделуваат новинарите и јас сум сведок на тоа е дека се уверивме дека како една мала изложена држава каде што населението постигнало респектабилно ниво на самопочит може да напредува. Го посакувам тоа и да работиме на тоа да го подигнеме, да подигаме самосвеста паралелно со сите предизвици што ги имаме во економијата, каде што вистински земји кои може ги сметаме, перципираме како пријатели, ние немаме непријатели. Нас непријателите ни се представуваат како такви. Македонија е навистина, и јас сум гор што сум македонец по таа прашање. Ви благодарам многу, ви посакувам долго и активно работење. Сакам да ја пофалам медиумската сфера, ја следам последниве години, гледам едно исклучителна нагорна линија и созревање покрај сите политички предизвици и посакувам тоа и понатаму така да се развива, затоа што комуникацијата која вие ја овозможувате и податоците кои ги ставате на располагање на јавноста можат да бидат пресудни во одредувањето на одредени политики кои се добри за земјата. Мојот став до крај да го кажам, не си целосно во право за Тито. Тито Југославија имала дипломатски односи, 67 се прекинати поради освојувањето на Голандската висоравнина. Инаку 47-та Југославија била за тоа што за кое што можеби ја би се согласил, не можеби сигурно за нешто што само 3 држави во светот биле кога се решавало 47-та палестинското и израелското прашање. За разлика од другите држави кои што, нели, од договорот предлагале да се поделат, да има дел палестинска, дел израелска држава, Индија, Тито, Југославија и Иран биле за Арапско-Израелска федерација. С тоа заврши. Може би тоа е решението.
Еве Столен Умов, почитувани слушатели, има нови геополитички решения. Мислам дека нова решение ќе си изнасмеат и во Тел Авив, и во Ерусалим, и во Западен брег, и во Израел, и во арапскиот свет. Ке се изнасмеат, можеби ќе ме изнатепат тие ортодоксите со... Не. И од палестинската страна Хамас и од израелската страна. За жал како светот тебе. не функционира така. Почитувани слушатели, останете со 98,1 FM. Утре ни доаѓа Искра Коровешовска, ќе зборуваме за локални теми утре, но само да потенцирам дека и Искра заедно со Столен Умов беше во Израел, така што 3 од 5 Израел ни зема на таа студиска посета и затоа минатата недела не ни беа тука овде да ви откриеме една тајна. Значи, Мосад ни прави упад во радио лидер. Значи лидер е 6% корумпиран лидер. Значи, но контраобавештајната служба на нашето радио предводена од Милош сега ќе ги исклучи микрофоните за да го спречи тоа хибридно влијание.